Председателе на Собранието, веќе 2 години сме пратеници и ова не е прв пат да имаме ваков случај, а имавме и еден случај кога вие самиот рековте дека сте свесен, дека не можете да продолжите со работа на седницата, доколку за одредено барање или изјаснување на гласовите на пратениците немате кворум во сала. Значи, ако нема 61 пратени кои што се присутни во сала, вие треба барем да го одложите гласањето додека не дојдат и да ја прекинете седницата во моментот. А да продолжите и да одложите гласање и да продолжите како никаков предлог да не е даден досега, навистина е уште еден преседан на кој што ние сме веќе навикнати да го гледаме секој ден. Доколку, еве, предлогот сега на Велика Стојковска Серафимовска го даде и наредниот пратеник кој што ќе биде пријавен за изменување на дневниот ред. Доколку сите пратеници од сега па натаму ги дадат истите предлози. Што ќе правите во тој случај? Што ќе правите во случај доколку пратениците го бараат истиот предлог, а претходно не сте овозможиле пленумот да се изјасни во врска со предлогот кој што го имаше пратеникот? Значи, ова низ правните дупки или лавиринти кои што ги има овој деловник, немојте да правите правна пракса која што не е полезна за ова собрание. Овозможете, викнете си ги овие од владеачкото мнозинство, 61 попче на ред, нека си гласаат тука, нека си бидат присутни, како што можат да гласаат за непостоечки предлози со кои што се уништи идентитетот на македонскиот народ и се живо и диво што уништија во Република Македонија, така нека си гласаат и денес цел ден тука, а не да го оправдувате нивното отсуство, пушење цигари или пиење кафе во клубот. Значи, согласно членот 77 став 1, вие сте должни да обезбедите кворум и да овозможите да се гласа за секој предлог даден од страна на пратеник кој што се пријавил навремено за збор. Значи, вие сте должни да го овозможите тоа и веднаш, доколку немате услови, да ја прекинете работата со оваа седница. Значи, ве повикувам да ја прекинете работата доколку немате 61 пратени кој што ќе гласа.